Пред обвинителството ги повторив информациите и сликите кои што ги носам со себе од 27 април. Го повторив оној след на настани, кој што покажа дека собранието, луѓето во собранието, пратениците особено, беа цел на еден крвнички напад со цел некој од нив и да го изгубат животот. Ги кажав сите информации кои што се однесуваа на двојниот напад кој што го претрпев, а тоа е едниот со сталак на камера телевизиска, едниот од насилниците ме удри директно во глава, пошто практично и не знаев на кој начин таа повреда ќе се, дали ќе можам да продолжам да стојам на нозе, дали ќе можам да одам, дали ќе можам да ја напуштам просторијата, а дури потоа вториот насилник ме повлече за коса со желба да ме удри на земја и да ме сруши. Овие настани, мислам дека долго време ќе останат во нас, како подсетување што се може да се случи кога насилници нема да сакаат да ја предадат власта. Пораката која што сакам и денеска да ја упатам до јавното обвинителство на Република Македонија е дека е неприфатливо кога група на насилници напаѓаат на нашиот живот, здравје, екзистенција, не само како пратеници, пред се како граѓани на оваа држава, кога не напаѓаат со тешки предмети, кога не напаѓаат со цел да не убијат, не може единственото дело за кое ќе се процесуираат да биде учество во толпа. Доколку јавното обвинителство продолжи да ги минимизира овие сериозни напади, на тој начин обвинителството ќе стане соучесник во насилието политичко кое се промовира во Република Македонија. Еден дел од овие насилници беа платени, еден дел од овие насилници точно знаеа каде одат и која им е целта. Да нападнат, да повредат и некого да убијат. Ако за тоа не бидат судени и осудени, во Македонија и јавното обвинителство ќе дозволи насилието да владее со нашите животи. Повелете. Дали препознавате луѓето кои што лично ве нападна и дали досега од обвинителството побараа да ги препознаете, да ги посочите? Јас тие двајца луѓе во животот мој досега не ги имам видено, меѓутоа точно се сеќавам како изгледа и на сликите точно можев да ги идентификувам. Не е моја задача да го најдам нивниот идентитет, жалам што морам да констатирам дека до денеска е идентификуван само еден од нив. На јавното обвинителство им дадов информација дека вториот, практично оној кој прв ме нападна со телевизискиот сталак, има точно видливи фотографии, многу лесно може да се идентификува и јас него и лично и на фотографија можам да го препознам. Се надевам дека час поскоро и обвинителството и Министерството за внатрешни работи ќе извршат негова идентификација и дека и тој ќе биде изведен пред лицето на правдата. И едниот и вториот удар можеа да завршат трагично по моето здравје. И навистина е страшно што еден дел од овие насилници се уште слободно се шетаат по скопските или по македонските улици. Ви благодарам многу, да. Едно прашање, дали се подготвени веќе гаранциите што треба да му ги доставите до председателот Иванов во однос на добивањето на мандат? Ние во тек на денешниот ден ќе имаме дополнителни средби. Јас денеска рано наутро почнав со сведочењето пред обвинителството, немам нови информации, меѓутоа убедена сум дека колегите кои во тек на денот ќе даваат изјави, ќе можат истите да ги споделат и со вас.